на првак во класа над 24 месеци мажјаци. Добар. Кој се двоума меѓу првиот и вториот мажак. Двата се многу типични. Од тип на расата се. Ајде направиме со нив, значи трето место е човекот. Трето место е веќе доделено. Сега да видиме кој ќе го освои првото место во класа над 24 месеци. Аплауз ве молам за овие две кучиња. Ајде малце да ги подиме, да видиме кој ќе победи во оваа класа. Имаме каталошки број 15 и каталошки број 16. Ајде Денко. Срдио гледа го како иде. Значи каталошки број 15 и каталошки број 16. До сега, по мој критериум, овие две се најтипични кучиња до сега што ги подсудих. Многу се близко едно до други. Тргни го! Во паритет. Кучето има многу убава сува глава, затегнати усни. Може би требало да има повеќе маса. Потребниот пес има појака, посилна глава. Исто, двата имаат одлични карактери. Значи денеска кој да победи, кој да биде втор по мене, тука се многу близко еден до друг. Па денеска нека биде тој прв, пошто... 16, второ место, каталошки број 15. Ова беше одлука на следата. Браво! Уште една борба да видиме што срце има. Браво, срце. Рамбо со пекар ќе се оди дома, А педигре нема, Рамбо. Далибар! Педигрето кај? Далибар! Оди, мамо! Добро, ајде. Оди, мамо! 19, Коста, 20. Намерен сам. Ова е твој пес. Држи ова. Абе, дојде и пес. Аплауз за Далибар Кево. Аплауз, ајде аплауз за победникот од класата над 24 месеци. Одлуката на судијата. Прво место каталошки број 19, второ место каталошки број 21. Негова и последна изложба и тој е собственик на Петковски Петко од одгледувачницата Петковски од Шара од село Јанчиште. Дедо, поздрав за неговиот одгледувач и за овој прекрасен пример
Ајде. Удавте пекар. Ајде Горане, движи се. Кај кучињата кои имаат македонски условен родовник. Избираме најубав мажак од кучињата кои имаат македонски условен родовник. Требаше котица да направим зова. Од лева страна, од лева. Ипа, се разбира? А? Филип? Еве. Къде се нашите... Амин. Џодите вече. Господине. Ајде, вака, како сте наредени, едно групче да ги видам уште на случаи. На пократко фати го. Одлично. Завртете ги вие двете кучиња. Добро, морет. Еден точно бил. Значи како ќе напомена, кучиња кои се со условен родовник, кои може слободно да бидат да влезат и во оној другиот ринг, али стварно ми е жал пошто немат тој родовник кој треба да му дозволи такмичење за титули. Еве ние ќе му дајме можност вака да избериме еден од најубавите и да го покажеме и да го споредиме со оние другите кои победија во категориите каде што се освојува титулата државен првак на Македонија. Според мене, денеска број 1 ќе види или прв куче, второто куче малку по-ниско и по-низок, но јас мислам дека е доволно стегнат, доволно е збиен, поврзан, за да биде второ, со тоа забелешка дека од опашката му фали доста од лакното, но сепак ќе носи многу убаво и второ место денес. И трето место за овој пес со забелешки кои му ги кажав на собственикот. Значи ова беше изборот во најдобро куче со македонски условен родовник. Каталошки број 39, каталошки број 48 и трето место каталошки број 44. Аплауз уште еден молам. Супер. Централниот ринг, за да може да ги доделиме и последните награди, значи да може да избереме најубав мажјак и најубава женка на државното првенство за шарпланинци. Затоа уште еднаш ве молам, тие што не се излагачи и што немаат куче во оваа категорија, да го напуштат рингот. И се надеваме дека еден ден ќе добиваат уште вакви пехари. Браво за младите кутриња.
малку им е напорно, убав е денот, сончев, но тоа е тоа. Треба да се издржи за да се биде шампион. Да ги бодриме малку со аплауз овие две квалитетни женки. Квалитетно. Значи женката победник во класата од 9 до 12 месеци, каталошки број 28, и женката победник во класата од 12 до 18 месеци, каталошки број 30. Судиите се одлучија во ова категорија, значи победник во класата меѓу класите 9, 12 и 12 и 18 да биде женката со каталошки број 30. Аплауз за женката со каталошки број 30. Во оваа класа ќе влезе и женката со број 43, која беше прогласена за женка најдобра со македонски условен родовник. Значи, аплауз за овие 5 женки, аплауз за овие 5 женки. Победи во класата со условен родовник. Неја ја внесов намерно за да се види една разлика или дека нема разлика од оние кучиња што се безусловен и од оние кои се со условни родовници. Таа не се такмичи значи за титулата, него само да ја видат присутните колку е квалитетна. Кои победија во своите класи, а сега останува одлука на двајцата суди која женка ќе биде државен првак на Македонија за 2009 година. Еве века ние со господинот Владо, значи судијата кој ги оценуваше мажјаците, одлучивме женката под број 33 да биде прва. И сметавме дека е најдобро во овој момент, поврзана движењата, држањето на опашката и многу складна кучка. Аплауз за државниот првак со каталошки број 33. Женка. Ајде во круг. За денеска најспремен, најисправен. Кој каталошки број си? Честите. Значи каталошки број 10 во категоријата на млади кучиња измеѓу класите 9, 12 и 12, 18 го освои првото место. Аплауз уште еден за овој прекрасен мажјак пред кој се молат, значи, водичите да прават растојание помеѓу кучињата. Го очекуваме шампионот, победникот во класа на шампиони, каталошки број 19 и ветеранот со каталошки број 22. Помеѓу кучињата. Ајде, оди, движи се.
Ве молам, бидејќи знаеме колку е умирена класата на мажеци, посебно зели, и бидејќи ова се моменти на историја во македонската кинологија, посебно во одредувањето на шарпаниците, ве молам малку да навивате за самата манифестација да дојде на сила. Навивајте за да победи вашиот фаворит. Сите куќи да се прекрасни, но сепак треба да го збираме најдобро. Го молиме и делегатот на изложбата да присуствува за овој избор. Господинот Миле Алексовски. Значи ги имаме двајцата суди, господинот Бранко Тасевски, господинот Владимир Крстевски, кој значи ќе одлучат кој куќе ќе биде државен првак во овие зрели класи. Ние веќе одлучивме. Куќето под број 19 денес е првак и ќе биде државен првак, но со забелешка дека и ветеранот кој е во одлична форма, денес му беше конкуренција на помладото куќе. Дайте му него што. Честитам.